Почитуван државен секретар, една од најважните институции, односно носител на ова проблематика е токму Министерството, каде што вие сте државен секретар. Поразговаравме и со заменик министерот, но конкретно не добивме конкретен одговор и затоа ќе бидам многу краток и дециден. Ако со законот сте биле обврзани да го спроведете и вие сте органот кој што всушност треба да го врши надзорот на целокупното спроведување на оваа проблематика, зошто не биле благовремено донесени подзаконските акти, кои што биле обврска на министерот за правда да ги донесе во конкретниот рок, и дел од нив можеби и се уште не се донесени, бидејќи не можат да се видат на веб страницата на Министерството за правда. За дел од нив знаеме дека се донесени во мај 2020 година, односно 3 месеци после донесувањето на законот. Дали ова е една од причините за неспроведување на законот? И вториот дел од прашањето ми е зошто се пристапило единствено кон продолжување на законскиот рок за поднесување на барања, односно измени и дополнување на законот, единствено во насока на временскиот рок за поднесување на барања без суштински измени, кога веќе било увидено дека истиот не функционира. Односно, дали на Министерството за правда му требале 3 години за да свати дека ова законско решение нема да ги реши проблемите на овие граѓани. Благодарам. Благодарам.